Поштовани гледачи, добре дојавте во уште едно издание на емисијата Актуелно на програмата на Канал Визија. Се трудиме и настојуваме во ваш интерес постојано во секое издание на емисијата Актуелно да ве информираме за актуелностите од функционирањето и на работата на системот во Република Македонија. Во ова вечерашно издание на емисијата Актуелно наш и ваш гостин е првиот условно речено полицаец во државата, министерот за внатрешни работи господин Толиер Спасовски. Добре дојавте на програмата на Канал Визија. Благодарност за поканата да бидете наш гостин, а воедно преку нашата програма и гостин во домовите на нашите гледачи. Благодарам многу на поканата и чест ми што можеме денеска со прилеп да ги споделиме ставовите и мислењата во однос на функционирањето на институциите на системот. Ке разговараме за актуелните настани и политиките настаните што во последно време на кои што вие учествувате. Последен од нив беше конференцијата посветена на темата високотехнолошки криминал и информатичка безбедност што се одржа во Белград. Сајбер криминалот и сајбер опасностите се едни од најголемите закани по безбедноста не само за Република Македонија, туку и на глобално ниво. Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика примерно би требало да е вклучен во превенцијата и борбата на ова најсовремена закана по сите општества. Какви се искуствата што ги носите од Белград? Ова е една од најважните теми кои што треба да се развива понатаму, заради тоа што огромни се предизвиците кои што се пред сите држави, не само во регионот, туку и пошироко, во однос на сајбер безбедност, односно сајбер криминалот, заради тоа што ако го земете податокот дека некаде околу 600 милиони евра на годишно ниво се губат врз основа на овој сајбер криминал, тоа доволно говори дека ние мораме да најдеме соодветен одговор на ова прашање. И оваа конференција во Белград, која што беше организирана од Министерството за внатрешни работи на Србија, под мотото "Поврзи се сигурно", е еден од почетоците да целиот овој наш регион заедно со Европската Унија изградиме стратегија како да се спротивставиме ефикасно на компјутерскиот криминал. Ние како држава уште од 2005 година сме вклучени сериозно во зајакнување на капацитетите за борбата против компјутерскиот криминал. Ние потпишавме и Конвенцијата за сајбер безбедност на Советот на Европа. Пред некое време имаме воспоставено или направено стратегија за борба против компјутерскиот криминал или за сајбер безбедност 2018-2022 година, во која што учествува покрај Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и Министерството за информатичко општество. Јас се надам дека сите држави вакви регионални иницијативи кои што се покренуваат ќе го дадат својот максимум, се со цел да видиме во предност пред оние кои што го прават тој сајбер криминал, бидејќи за секој од државите, за нас, за Република Македонија, сепак тоа е нешто ново, затоа што развојот на технологијата ги зголемува и тие безбедносни ризици. И тоа наше е како држава да успоставиме систем кој што ќе ги штити граѓаните и кој што нема да дозволи на едноставен, лесен начин преку таа комуникација да бидат жртви, посебно младите луѓе, децата и така натаму. Втор многу важен момент е како државата да најде одговор, бидејќи таа сајбер комуникација или онлайн комуникација е многу важна и во борбата против тероризмот и насилниот екстремизам. Бидејќи онлайн комуникацијата, порталите, комуникацијата на социјалните мрежи и така натаму е основа за радикализација на луѓето, за ширење на таква верска идеологија која што ги радикализира граѓаните, кои што на крајот од краиштата доведуваат до тероризам. И тука навистина Република Македонија треба да биде горда што веќе започнавме една жестока борба и против тероризмот и против насилниот екстремизам, а се со цел да преку еден стратешки пристап покрај репресијата, би рекол, ние вградуваме една најважна компонента, тоа е превенцијата. И тоа треба да се работи континуирано и во делот на сајбер безбедноста и во делот на борбата против тероризмот и организираниот криминал, бидејќи тие се меѓусебно поврзани и една со друга се надополнуваат се до крајната цела, тоа е извршување на било кој терористички акт. Минатата недела со германскиот амбасадор во земјава господин Герберих ја потпишавте спогодбата за признавање на македонските возачки дозволи во Германија. Кои се придобивките од потпишувањето на една ваква спогодба за
македонците што живеат, а ги има и голем број кои што работат како возачи низ Западна Европа и конкретно во случајот во Германија. Ова е Германија, мислам, 8-та земја со која што имаме потпишан ваков договор. Видите, ова е навистина голема работа со тоа што го потпишавме договор, значи ги завршивме преговорите. Сакам да истакнам дека ова прашање е подолго време веќе отворено прашање или на агендата на Република Македонија на Министерството за внатрешни работи. Некаде околу 20 години се преговара за потпишување на договор за взаемно признавање на возачките дозволи помеѓу Република Македонија и Сојузна Република Германија. Ние пред година дена ги обновивме тие преговори, ги интензивиравме. Бевме многу посветени како Министерство за внатрешни работи, тимот кој што го формира во делот на водењето на овие преговори, се со цел да ги отстраниме сите пречки и недостатоци кои што можеа да застанат на патот на потпишувањето на ваков договор. Имајќи во предвид дека голем број на македонски граѓани живеат во Сојузна Република Германија, голем дел од нив работат во Германија, тие имаа потреба од ваков договор, бидејќи ако немаме договор за меѓусебно и заемно признавање на возачките дозволи, тогаш граѓаните ќе бидат изложени на дополнителни трошоци, полагање повторно на возачкиот испит во Германија. И затоа се насочивме, го ветивме тоа пред граѓаните. Мене ми е многу драго што успеавме за година дена да ги завршиме преговорите, да ги отстраниме сите недостатоци и конечно да го потпишеме тој договор. Имаше многу скептици помеѓу граѓаните, помеѓу тие кои што живеат во Германија, помеѓу тие што се во Република Македонија, и со право. Тие биле навикнати во изминатиот период, посебно последните 11 години, да бидат злоупотребувани, да им се ветува постојано дека нешто ќе се заврши. Меѓутоа никој сериозно не се зафатил со ова прашање. И мене ми е и чест и задоволство што како министар, како заменик председател на владата имав можност да го потпишам овој договор после долги преговори, да им олесниме на граѓаните на Македонија и на Сојузна Република Германија да можат преку овој договор да си ги заменуваат возачките дозволи. Што значи тоа практично? Тоа значи дека сите оние кои што имаат македонска возачка дозвола ќе можат преку одредбите од овој договор да во Германија поднесат барање за замена на таа возачка дозвола со германска возачка дозвола и да можат слободно да работат во Сојузна Република Германија и истото и за граѓаните на Сојузна Република Германија во Република Македонија. Ова е исклучително важно и ова покажува кои се придобивките од соработката, конкретен пример за тоа што значи да се обединиме во европското семејство, што значи да имате поддршка и партнерство во водењето на вакви разговори и тоа навистина ни дава и поголема мотивација за работа и постигнување на не само вакви, туку и други билатерални договори кои што ќе ги олеснуваат потребите на граѓаните на Република Македонија. Навистина Република Македонија отвори преговори со други држави. Ние имаме веќе случено со неколку или 8-9, не знам, европски држави. Меѓутоа работиме и со обкружувањето и веќе се завршени со голем дел од државите и во нашето обкружување. Во моментот разговараме со односно се водат преговори за случување на таков договор со Кралството Велика Британија. Во крај се веќе разговорите завршени во делот на случување на ваков договор со Косово и очекувам дека понатаму ќе ги отвориме интензивно тие разговори во кои што ќе гледаме дека навистина има потреба и од интерес на граѓаните на Република Македонија. Неодамна бевте и во Виена, потпишавте договор за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила. Дали со парафирањето на овој договор МВР ќе има поголем увид во евентуалните можни злоупотреби, фалсификати, спречување на територијата на Република Македонија? Кои се бенефитите од ова спогодба? Видете, со сите глобални ризици и предизвици мораме да се справиме преку заеднички пристап. Многу работи кои што се однесуваат во делот на организираниот и сериозен криминал, финансиските истраги, борбата против тероризмот, сајбер безбедноста и така натаму, бараат заеднички пристап и токму заради тоа Република Македонија, односно оваа влада, предводена од Зоран Заев, се одлучи дека ние треба да бидеме отворени за соработка,
треба да ги поддржиме тие регионални иницијативи, да се приклучиме кон сите меѓународни организации кои што ќе значат поголема безбедност и за граѓаните на Република Македонија. И тоа особено сме горди што и Република Македонија на тој начин придонесува за безбедноста не само во регионот, туку и пошироко. Затоа од исклучително важност беше таа министерска конференција која што се одржа во Виена под покровителство на министерот за внатрешни работи на Австрија и токму во периодот на председавањето на Австрија со Европската Унија. Македонија е дел од тој процес, ние го подпишавме договорот за размена на ДНК податоци, на дактилоскопските податоци, на податоци за возила. Тоа значи побрзо, побезбедно разменување на информации и податоци. Тоа значи добивање на времени сознание, преземање на конкретни мерки во справувањето со сериозниот и организиран криминал. И на тоа сме се обврзали сите ние државите кои што го подпишавме овој договор. Тоа во практика ќе значи водење на заеднички акции, спречување на криминални групи кои што оперираат не само во една од државите, туку и пошироко. Впрочем, деновиве и македонската полиција беше дел од една таква организирана акција за спречување на криумчарење на дрога на територијата буквално на цела Европа. Да. Република Македонија е многу силен партнер, меѓутоа и доверли партнер за соработка со другите Министерства за внатрешни работи, другите служби. И од тоа аспект сметаме дека значењето на овој договор е уште на едно повисоко ниво. Република Македонија секогаш ќе биде подготвена да учествува во било која иницијатива која што ќе значи подобрување на ефикасноста во борбата против организираниот сериозен криминал, против миграцијата, против борбата против тероризмот, борбата против трговијата со оружје, со дрога, со луѓе и така натаму. Тие се многу значајни фактори кои што се поврзани една со друга и кои што можат трајно да го нарушат мирот и безбедноста на државите од регионот. И од тој аспект сметам дека тоа е една од најважните конференции кои што сега се одржаат. Тоа е процес кој што ние го водиме веќе подолго време, го финализиравме сега во Виена и мислам дека и понатаму тоа ќе биде мотивација за подобрување на условите за работа на македонската полиција, на можностите наши кои што треба да искористиме во борбата против криминалот и корупцијата, како придонес на Македонија за јакнење на регионалната и на глобалната безбедност. Македонската полиција како клучна алка во националниот државен безбедносен систем несомнено ќе биде исправена пред огромен предизвик со членството на земјата во НАТО и Европската Унија. Кои се позитивните европски практики кои што стојат како обврска и како задача на МВР на патот на членство на Македонија во овие структури? И членството во НАТО и во Европската Унија е исклучителна важност за Република Македонија. Членството во НАТО од аспект на гаранција на безбедноста, вклучувањето во најголемиот колективен безбедносен систем, гарантирање на целовитоста на Република Македонија, гарантирање на нашите граници, затворање на сите отворени прашања кои што ги имаме во изминатите години. И членството во Европската Унија нуди една јасна перспектива за развој на државата. Меѓутоа најважно во членувањето и во двата најмоćни сојузи во светот е што ние ќе ги приближиме стандардите на граѓаните на Република Македонија. Членството во Европската Унија и НАТО не значи да ја носиме некаде Република Македонија. Напротив, тие вредности, тие принципи да бидат дел од нашето живење, така да се однесуваме сите да се сменат манирите на секој. Да се сменат манирите или да направиме реформа, ја тоа и често го кажувам, најважната реформа во сите овие реформи кои што ги правиме во институциите на системот е реформата на нашиот ум, на нашето размислување, како ние ќе се однесуваме, кои вредности ќе им ги пренесеме на идните генерации, што е тоа што треба да не наведе секој од нас да институциите на државата си ги чувствуваме како своји, државата да ја чувствуваме како своја, што е тоа што треба да биде поважно од било кој личен интерес, општиот интерес, како да помогнеме на сите други, како да тој принцип на заедништво, на солидарност да биде основен принцип на нашето живење. И од тој аспект мислам дека многу важно е какви реформи ќе направиме во Министерството за внатрешни работи. Вие знаете дека првично се отвараат сега
скрининг процесот и веќе ние на 27 овој месец ќе учествуваме заедно со Министерството за правда во Брисел да започне скринингот во делот на работењето на Министерството за правда и Министерството за внатрешни работи. И првин ќе се отворат тие две поглаве 23 и 24 кои што се однесуваат на безбедноста и на внатрешните работи и на правдата. И тие се впрочем и најважните области на живењето. Да имате систем кој што ќе гарантира слобода, правда за секој во државата и да имате систем во кој што граѓаните ќе веруваат, на кој што има да се потпрат во било кој предизвик кој што стои пред нив, и тоа е многу важно. Ние ќе ги искористиме сите наши човечки ресурси и во рамките на Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и експертска помош од надвор, се со цел да завршиме успешно со скринингот и да успешно влеземе во преговорите за членство во Европската Унија. Притоа спроведувајќи низа на реформи кои што сме ги започнале, кои што сме ги завршиле дел од нив, кои што се во тек, а се од исклучителна важност за Република Македонија. Се наоѓаме практично на крајот на предпоследната недела кампањата за престојниот референдум на 30 септември. Како МВР е организирана, да го покрива, каква е вашата оценка од досегашниот дел од кампањата? Се чини немаше некои поголеми проблеми и нарушување во поглед на функционирањето на овој процес што се води. Сведоци бевме повеќе од една година и чувме многу и во така наречените бомби. МВР беше партиски штаб, дали сега е штаб? Видете, јас по превземањето на функцијата на министар за внатрешни работи реков дека имам три важни приоритети. И тие можеби на број се многу малку, три. И тоа се по значење се огромни. А тоа е пред се професионализација на системот на Министерството за внатрешни работи, второ департизација на овој систем и трето е декриминализација. Бидејќи ако немате професионализација, ако не ги искористите најдобрите човечки ресурси кои што ги имате, ако не овозможите да влезат нови капацитети човечки со добро стручно образование во Министерството за внатрешни работи, ние не можеме да се справуваме со предизвиците. Не можеме да одговориме на интересите на граѓаните. Зошто е важна департизацијата? Департизацијата е важна заради тоа што ќе се отстранат пред се партиските интереси во функционирањето на институциите на систем. Јас навистина жалам што на Република Македонија се случи период од 11 годишно владење на ДПМН, во кое што личните интереси, партиските интереси, па би рекол и бизнис интереси на една група на луѓе, на едно семејство беа ставени пред државните интереси, и затоа ни се случи да довербата на граѓаните знатно биде намалена во институциите на системот. Жалам што пред МВР имаше многу предизвици кои што допринесуваа да се изгуби довербата на граѓаните во македонската полиција. И тоа беше најниско можно ниво на доверба кое што го имавме. Сега ние во тек кампањата за референдумот, ние како Министерство за внатрешни работи ги преземаме сите мерки да воспоставиме мирна, стабилна атмосфера, да можат граѓаните на Република Македонија слободно, самостојно да одлучат на овој референдум, толку повеќе што ова е историски момент за државата и приносење на историски одлуки. Навистина треба да се создае амбиент граѓаните самостојно тоа да го направат, затоа што емоциите во историските моменти не носат резултати. Сите крупни, важни одлуки се носат со разум, со крајна рационалност за тоа што треба да оставиме на генерациите после нас, и затоа ние сме максимално насочени, подготвени да ги ставиме сите капацитети во функција и до денот на изјаснувањето до 30 септември, меѓутоа и на самиот ден на референдум да возможиме мирна и стабилна атмосфера и граѓаните да ја носат самостојно одлуката. Имаме навистина мирен период, се одржуваа многу јавни настани, многу јавни собири на кои што се разговараше за перспективите кои што ги носи Република Македонија. Ја очекувам дека тој мирен период ќе продолжи понатаму и дека на денот на референдумот ќе имаме можност граѓаните во една свечена атмосфера, би рекол, да се изјаснат. Исто така упатувам порака до секој еден кој што мисли дека ќе треба или посакува да го нарушува овој процес референдумски, денот на референдумот, да се откаже од такви намери. Бидејќи навистина државата, институциите на системот функционира и нема
да дозволиме во ниту еден момент било кој да го попречува овој референдумски процес. Никој нема право да се заканува на никого, заради тоа што гласот на граѓаните е гарантиран и таа уставно загарантирана позиција на секој граѓанин на Република Македонија треба да биде дополнително обезбедена. Ние ќе работиме максимално, ние веќе како министерство се подготвивме преко обуки на сите полициски службеници за начинот на кој што треба да постапуваат. Секој од нив има прирачник како и треба да се однесува во предизборниот, односно предреферендумскиот процес и на денот на референдумот. Направивме и посебна апликација, интернет апликација, која што може да ја симне секој граѓанин на Република Македонија и да ги види кои се задолженијата кои што ги имаат македонските полицајци. Секој од полициските службеници не смее никако да се вклучува во било која партиска активност и пропаганда во делот на референдумското изјаснување. Ние веќе преземаме и ќе преземаме строги и ригорозни мерки против сите оние полициски службеници кои што пробуваат или посакуваат на секој можен начин да учествуваат во нелегални активности во делот на референдумот. Меѓутоа, исто така и за секој граѓанин на Република Македонија. Јас очекувам дека граѓаните ќе бидат на висина на задачата. Ги повикувам сите граѓани на Република Македонија кои што чувствуваат било каков притисок за неизлегување на референдум, за притисок врз основа на нивната одлука за гласањето и така натаму, да тоа го пријават на македонската полиција, да соработуваме сите заедно и заеднички да излеземе масовно на референдумот, да ја поддржиме Република Македонија, заради тоа што ова не е референдум ниту за власт, ниту за политички партии, ниту за политички лидери. Ова е референдум за секој од граѓаните на Република Македонија, за едината нова држава и така треба да се однесуваме понатаму. Во продолжение за самото работење и функционирање на МВР, рековте пред малку одговарајќи на прашањето нелегални активности на полициските службеници. Неодамно бевме сведоци токму овдека во близина на Прилеп на едно свирепо убиство, чиј извршител беше полициски службеник. Опозицијата бараше одговорност од ваша страна. Сведоци бевме и на сето она што се случуваше на крвавиот четврток во собранието. Полицијата води истрага, сведоци сме и на изјавите и на сведоците, се води и судски процес. Дали има МВР истрага и она што можеби најмногу ја интересира јавноста, дали МВР може да дојде до наредбодавачите на тие настани во собранието? И како може да се случи воопшто службеници и полициски да бидат инволвирани и во прислушувањето, меѓутоа и во настаните внатре во парламентот? Видете, многу настани во изминатите 11 години под водство на ДПМН и на Груевски допринесуваат да се рушат многу институции, да се руши системот. Меѓутоа мислам дека највидливо беше во Министерството за внатрешни работи и таа злоупотреба. Вие сами сведочевте за тоа дека и преку преслушуваните разговори дознавме сите ние како го рачунале или како го сметале Министерството за внатрешни работи. Како институција која што е партиска, која што исклучиво треба да работи во интерес на партијата, наместо во интерес на граѓаните. И тоа е нешто што е апсолутно недозволено. И во ниту еден момент, јас тоа го истакнав од првиот ден и така ќе остане додека сум министер, ниту еден политички службеник, ниту едно материјално-техничко средство на Министерството не смее да биде ставено во функција на било која политичка партија. Ние сме тука, земаме плата од граѓаните на Република Македонија, од даночните врзници и сме тука да ги остваруваме интересите на граѓаните. И прислушувањето, како еден од најголемите скандали, и настаните од 27 април во собранието, кога насилно се влезе со помош на полиција, се рушија институции на системот, само покажуваат колку тој систем бил деградиран и колку тој систем бил злоупотребуван од поединци. Иако многу вработени во Министерство за внатрешни работи се честни, одговорни и професионални во делот на својата работа, меѓутоа немале можност да ги заземат вистинските позиции и да одлучуваат за однесувањето, за градењето на системот во Министерство за внатрешни работи. Таа шанса е дадена. Тоа не е нешто што може да се смени преку ноќ. Тоа не е нешто што ќе го воспоставиме утре како систем. Тоа е систем кој што се гради и кој што мора да има континуитет. Секој од граѓаните на Република Македонија посакува да имаме добри полициски службеници, да имаме одговорни полициски службеници, да имаме полициски службеници кои што
ќе сакаат да соработуваат со граѓаните, кои што ќе сакаат да им помогнат на граѓаните, да бидат дел едноставно од живењето на граѓаните. За да имаме такви, ние мораме да водиме сметка и какви луѓе примаме во Министерството за внатрешни работи. Вие се сеќавате на поранешните огласи, приеми кога беа во МВР со непочитување на стандардите, на правилата и така натаму, беа вработувани луѓе, и затоа кога говорев за моите принципи во делот на професионализацијата и департизацијата, тоа е еден од сегментите. Затоа ние сега правиме добра стратегија во која што се спроведуваат сите принципи во однос на законските обврски и правилници при прием на полициски службеници. Само ако изберете најдобрите кандидати кои што имаат и интегритет, тие може да бидат добри полициски службеници. Тие да допринесат за ова што секој од граѓаните го посакува, да имаме полициски службеници кои што ќе бидат достојни, во кои што граѓаните ќе веруваат. И затоа и немилиот настан кој што се случи, јас реков дека длабоко жалиме за тој настан. Полицијата го расветли за неколку часа после тоа. Беше приведен тој полициски службеник и тој ќе одговара. И тоа е работа на државните органи за секое зло дело да сноси одговорност тој кој што го направил и кој што го извршил. Инаку дегутантно е да повикува ВМРО ДПМН на одговорност за работи кои што тие ги направиле. Тие овозможија од една криминална структура, базирајќи се на поддршката на поединци во партијата кои што имат, да биде дел од Министерството за внатрешни работи. И затоа имаме такви последици. Меѓутоа тоа сега и не е важно. Важно е како да ги средиме работите, како да направиме делот од македонската полиција да се професионализира до максимум. Јас веќе разговараме во рамки на Министерството за внатрешни работи, во рамки на тие реформи, покрај спроведувањето на таа стратегија за развој на македонската полиција, да направиме еден посебен ветинг и да се направи, би рекол, скрининг процес на секој еден вработен во Министерството за внатрешни работи. Тој што е полицаец да биде полицаец. Не може и полицаец и да се занимава со приватен бизнис. Не може да биде полицаец со една полициска плата, да има неколку станови, да има бизниси и така натаму и така натаму. Тоа значи дека многу енергија, многу време, многу труд ќе треба да се потроши во воспоставување на таков еден систем. И тоа сум голем оптимист дека заедно со граѓаните, заедно со поддршката на честните, одговорните професионалци во МВР ќе дојдеме до резултати. Кога говориме за 27 април, тоа е најголемиот срам што го доживеа Република Македонија. Срам во кој што се вклучени од пратеници, политички структури и одредени групи на луѓе кои што биле организирани се со цел да го направат тоа што требаше да го направат, да направат убиства во собрание, да направат дестабилизација на Република Македонија и на крајот од криштата да се спаси една гарнитура која што беше во тој момент владејачка во државата. Јас сум пред се горд што како структура која што беше нападната во собранието. Длабоко ја ценевме безбедноста и мирот на граѓаните на Република Македонија и не дозволивме да предизвикаме или да дојде до ескалација на тие случаи. И тоа е едно јасно, дека одговорност мора да има. И случајот со судската постапка за 27 април, кој што го води Јавното обвинителство за организиран криминал, за кој што тече судскиот процес, јас очекувам дека ќе заврши и судот треба да ги донесе вистинските одлуки. Се со цел да не ни се повтори истото. Вие знаете дека имавме еден настан во собранието, 24 декември или така наречен црн понеделник. За жал и јас бев учесник и во тој настан. Не се преземаа никакви мерки во однос на тој настан, ни се случи 27 април. Одговорност мора да има за да не ни се повторуваат настаните. Инаку, заедно со обвинителството за организиран криминал, ние во континуитет работиме во делот на истрагата. Ние детектираме веќе и нови личности кои што биле дел од овие насилни влегувања во собранието. Идентификуваме, тие ќе бидат повикувани и јас очекувам дека таа истрага ќе дојде и до налогодавците. Оние кои што наложија да одредена група изврши такво зло дело и рушење на уставниот поредок. Ја очекувам дека и овие луѓе кои што се во притвор, оние кои што се
овинети, оние кои што биле можеби злоупотребени во ваквите настани, соочени со својата одговорност, ќе мора да допринесат да се најдат и вистинските луѓе кои што биле наредбодавци на ваквите случувања. Сепак, добро е што институциите на државата функционираат и добро е што одговорност ќе има и мора да има за вакви и слични настани. Зборувавте за реформи во полицијата, еден дел од тие реформи е формирањето на оперативно-техничката агенција. Од октомври ќе почне да функционира, избран е директорот Зоран Ангеловски, можеби по изборот на гувернерката Анита Бежовска, втор пат ВМРО ДПМН и СДСМ се усогласија и со консенсус беше избран првиот човек на агенцијата. Дали со профункционирањето на ОТА се налагат од друга страна пак и реформи околу ингеренциите на управата за безбедност и контраразузнавање и можеби во тој дел евентуално и можно спојување со агенцијата за разузнавање? Една од клучните реформи за напредок на Република Македонија е реформата на системот на следење на комуникација на безбедносните служби. И ние веднаш после формирањето на владата минатата година започнавме со реформа на системот на следење на комуникации. Тоа беше процес кој што беше напорен, инклузивен, во кратко време, краток временски период се бараше да имаме резултати и добро е што направивме законски решенија, направивме консензус во делот на носењето на тие законски решенија, се донесоа. Денови се избра и директорот на оперативно-техничката агенција, тоа е нова агенција која што е воспоставена се со цел да имаме контрола и да нема директен пристап за било кој орган кој што е задолжен за следење на комуникациите. Ниту МВР, ниту военото разузнавање, ниту финансовата полиција, ниту царинската управа, туку сето тоа да биде правено врз основа на судски налог и тој судски налог, процедура. Така, и тој судски налог да се достави до оперативно-техничката агенција и оперативно-техничката агенција да ни направи пристап до телеком операторите. Тоа до сега не беше случај. Сите тие медиациски уреди се наоѓаат во Министерство за внатрешни работи и сите мора преку МВР да бидат приклучени на телеком операторите, а со тоа се оставаше можност и таа можност се покажа, се докажа преку преслушувањето дека се злоупотребува, дека одредени структури во МВР тоа го направиле преку рушењето на човековите права. Оперативно-техничката агенција треба да профункционира или новиот систем на следење на комуникација од 1 ноември. Тоа е законската надлежност. Се превземаат сите мерки, таа е независна веќе од Министерството за внатрешни работи. Знаете дека директорот се избра од Собранието на Република Македонија преку политички консензус. Јас очекувам дека новиот директор ќе ги превземе сите мерки, надлежности се со цел да може да профункционира тој систем. Министерството за внатрешни работи стои на располагање, ќе ги дадеме сите потребни логистички капацитети, поддршки за да системот профункционира. Паралелно со тоа ние веќе водиме друг процес, а тоа е реформа во безбедносните служби. Знаете дека преку проектот Интелигенција кој што беше поддржан и од ДИКАВ се направи анализи за двете реформи, за системот на следење на комуникации и за безбедносните служби. Сега моментално ќе отвориме широка дебата во јавноста и со невладиниот сектор, со меѓународниот фактор, со граѓаните, со научната, стручната јавност, за тоа каква служба е потребна на Република Македонија. Што е тоа што треба да се реформира? Дали сегашната УБК има политички овластувања, дали треба да има или не треба да има? Какви се добрите европски пракси кои што се користат? На крајот од криштата мора да имаме реформа која што ќе биде функционална. Јас посакувам да правиме вистинска реформа, да не правиме реформа така наречена шминка и само да имаме реформа која што нема да дава ефекти и резултати. Јас очекувам дека низ реформата ние ќе дојдеме до ефикасна служба, служба која што ќе ги задоволува интересите на Република Македонија, служба која што ќе ги штити граѓаните на Република Македонија од организиран криминал и корупција, служба која што ќе го штити уставниот поредок на Република Македонија. Тоа е најважно кое што ќе даде политички влијанија. Апсолутно, значи имуно од политички влијанија, директно насочена кон заштита на интересите на граѓаните и на државата и на основа на тоа да помага на сите други институции на системот да бидеме заштитени.
Полека да го привршуваме разговорот, уште еднаш ќе ве вратам на референдумот. Во јавноста се шпекулира околу можно руско влијание врз исходот на социјалните мрежи за водење на кампања која што има за цел намалување на цензусот, а со тоа и неуспешен референдум. Има ли сознание МВР за таква работа и за руско влијание во земјава? Па видите, Република Македонија се наоѓа на многу важна стратешка позиција. Геостратешка. Тоа е огромна предност за Република Македонија и за граѓаните. Ние се наоѓаме на крстопат кој води кон Европа и така натаму, тоа ни отвара многу можности, многу перспективи за развој на државата. И тоа таквата положба носи и ризици. Таму се испреплетуваат интересите на големите политички сили. Нашата јасна цел перспектива е членството во НАТО и во Европската унија. Сигурно дека руското влијание постои, тие се изјаснија дека не сакаат Република Македонија да биде дел од НАТО. Меѓутоа не го според членството во Европската унија. Доколку меѓутоа членството во Европската унија би го поддржале. Меѓутоа за позициите на Република Македонија, за остварување на наши национални интереси, одлучуваме ние, не одлучува никој друг. И наш национален интерес да бидеме дел од НАТО алијансата. И секаде во сите држави постојат предпристапни тензии, би рекол, или сили кои што влијаат на спречувањето на влезот на државите во НАТО алијансата. Добро е што во Република Македонија официјално политичката поддршка е многу мала. Јас жалам што се доведува во прашање, односно се доведува ВМРО ДПМН во една таква позиција, сега процесот да им го води Единствена Македонија, Јанко Бачев и не знам кој друг во делот на интеграциите на Македонија во НАТО и во Европска унија, бидејќи тие јасно се изјаснуваат дека се против членството во НАТО, а од друга страна немаме јасен став зашто е македонската опозиција. Како и да е, граѓаните на Република Македонија треба да бидат сигурни, институциите на системот функционираат, работат на тоа да оневозможат било какво влијание врз процесот кој што значи референдумско изјаснување и понатаму пристапувањето кон НАТО, кон Европската унија, и таа сила на граѓаните преку единството во делот на остварувањето на нашите национални интереси. Огромниот процент на граѓани кои што се определуваат за НАТО и за Европската унија ќе биде многу значајно во остварувањето на нашите цели, и јас сум убеден дека таквите цели ќе бидат наскоро остварени. Се две прашања, полека да привршуваме. Во Прилеп се гради ИКТ центарот, бекап центарот. Полека се привршува неговото завршување. Колку луѓе ќе вработат тука, каков вид на податоци ќе се чуваат и кога ќе биде пуштен во функција? Па да, ние, јас сум прво многу горд што како министерство, како министер во мојот период успеавме да добиеме ИПА проект, токму за градење на ИКТ центар. Заради важноста на овој момент, меѓутоа заради важноста и на овој регион, ние го одбравме Прилеп како местото кај што ќе се изгради ИКТ центарот. Градбата е започната веќе, таа е со одлична динамика, јас сум задоволен од тоа како се изведуваат работите. Ние очекуваме врз основа на планираното некаде до декември да биде завршен со градба овој ИКТ центар. Тоа е практично бекап на сите електронски податоци на Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа ќе се овозможи во него да можат да сместат и своји податоци другите државни институции и органи. Значи тоа е од исклучителна важност како објект, меѓутоа и од исклучителна важност за безбедноста на државата. Тоа значи дека системот кој што функционира во рамките на Министерството за внатрешни работи ќе има можност да има и бекап, односно втора можност ако дојде до било какви ситуации на неможност на функционирањето на информатичко-технолошкиот систем во рамките на МВР, да имаме бекап во ИКТ центарот во Прилеп. Секако дека проценките околу бројот на вработените ќе биде во насока на вработување на стручен кадар. Дали тоа ќе бидат 30-40 луѓе кои што ќе бидат потребни за да функционира овој систем, меѓутоа тоа треба да бидат
стручни лица, експерти од областа на безбедноста, на информатичката технологија, кои што ќе бидат вработени во Прилеп. Јас очекувам да го изградиме центарот и затоа ќе отвориме оглас да избереме најдобар кадар кој што ќе работи и ќе помага на Република Македонија. За крајот разговорот и прашањето кое што се наметнува од последната ваша посета, најавивте дека се прават анализи околу можноста Прилеп повторно да добие сектор за внатрешни работи со оглед на тоа дека покрива една голема територија, дел од ФМРО и пограничен. Што покажуваат досегашните анализи и какви се шансите наскоро Прилеп повторно да има сектор за внатрешни работи, а не да биде полициска станица на секторот во Битола? Да, ние значи правиме добра анализа во однос на подобрувањето на безбедноста на граѓаните генерално. И во таа анализа сметаме дека треба да имаме дополнително уште неколку сектори во рамките на Министерство за внатрешни работи заради поефикасно справување. Овде не станува збор за борбата која што имаат градовите меѓу себе, па дали секторот би бил во Битола или во Прилеп. Јас знам дека граѓаните на општините секогаш се трудат поважните институции да бидат во нивниот град. Тоа го посакувам и јас во моето Куманово, ама секогаш треба да бидеме реални во проценките во однос на оваа ситуација. Јас навистина сметам дека Прилеп треба да биде сектор за внатрешни работи, првенствено заради тоа што по криминалитет тоа е еден од градовите во кои што има најголема стапка на криминал. Неславно, меѓутоа реално. Тоа е неславно, меѓутоа тоа е реалноста. Од тука има групи криминални кои што оперираат не само во Република Македонија, туку оперираат и на ниво на Балканот. И тоа не е само од сега, туку е претходно. Вие сте сведоци дека пред неколку дена беше уапсен еден сторител на 128 кривични дела, тешки кражби, разбојништва и еден обид за убиство кој што ги расветливме. Сето тоа покажува дека мораме да ги јакнеме капацитетите на полицијата и во Прилеп, затоа сметам дека би било добро и би било потребно да биде сектор за внатрешни работи. Меѓутоа, за тоа треба да отвориме дебата и во парламентот, бидејќи тоа е уредено со закон и да преку таков договор, преку дебата во парламентот ги убедиме пратениците дека треба да формираме уште неколку сектори во Република Македонија и да бидеме малку поефикасни на терен во делот на работењето. Благодарам за одговорот на ова последно прашање кое сигурно ги интересираше граѓаните, нашите гледачи. Во јас тоа и благодарам за учеството во емисијата и одвоеното време. Успех во натамошната работа и се надеваме дека Министерството за внатрешни работи пред се ќе одговори на задачата што има наредната недела на 30 успешно и безбедно спроведување на референдумот и овозможување на секој граѓанин слободно да изрази својата граѓанска должност и опрска. Да, тоа е задача на МВР и тоа ќе го направи. Благодарам за поканата, благодарам за тоа што допринесувате да се врати таа врска помеѓу граѓаните и македонската полиција. Благодарам на вашата телевизија што покажува слух навистина за работата на полицијата, за правилно презентирање на состојбите во Министерството за внатрешни работи и на тој начин допринесувате да јакне генерално безбедноста, а тоа е тоа што јас го посакувам. Силно партнерство помеѓу сите структури во македонското општество за побезбедна Македонија. Благодарам уште еднаш, господине Спасовски, благодарам со вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое што не следевте и покана и натаму да останете со програмата на Канал Визија.